Пејачката Дуа Липа склучи граѓански брак со актерот Калум Тарнер, додека наскоро се очекува голема свадбена прослава која, како што пишуваат британските медиуми, ќе се случи во Сицилија. Двојката официјално се венча на граѓанска церемонија во лондонската општина Олд Мерилебон во неделата 31 мај. Излегувајќи на скалите на општината под дожд од конфети, поп-ѕвездата носела костум од високата мода на Скапарели, направен по нарачка што го дизајнирал Даниел Роузбери, палто во боја на слонова коска со тесна половина и остро кроена силуета, прицрстано со персонализирани златни копчиња и соодветно асиметрично здолниште со извајан корсет украсен со бела чипка. Таа исто така носела бели ракавици и чевли од Кристијан Лоубутен со детали во облик на лавовски очи, блескава огрлица во облик на змија од Булгари и шешир со широк обод дизајниран од Стивен Џонс, обложен со златни листови, пишува Вог. Веднаш по објавувањето на фотографиите од венчавката, сите почнаа да зборуваат за необичното модно издание на Дуа Липа на денот на венчавката, додека младоженецот носел костум, кошула и вратоврска од Луи Витон, Дуа Липа изгледала речиси идентично како модната икона Бјанка Џагер, која го носела незаборавниот костум од Ив Сен Лоран, кога се омажила за Мик Џагер во 1971 година. Впечатливиот стил на Дуа Липа на венчавката потсетува на невестата Бјанка Џагер. Пред 55 години Бјанка, тогаш Бјанка Перес Мора Масијас, се омажи за ѕвездата на групата Rolling Stone Мик Џагер на венчавка во Сент-Тропеј на 12 мај 1971 година. Припадничката на високото општество Бјанка се одлучила за кримасто палто од Ив Сен Лоран, Ел Смокинг и долго здолниште со закосен крој во комбинација со широк шешир и превес, а стилот го надополнила со чевли со отворени прсти. Бјанка палтото го носела без блуза со едно раскопчано копче. Нејзиниот изглед влезе во историјата на венчавките, пишува магазинот Вог. Париската романса на Селин Дион не беше доволна. Светската ѕвезда денеска најави серија од 10 нови концерти во мај 2027 година по пауза од 16 концерти што ќе ги одржи во септември и октомври оваа година. Новите датуми планирани помеѓу 8 и 29 мај се закажани за да се задоволи невидениот интерес на фановите, објави нејзиниот тим во соопштение. Дополнителните датуми беа воведени под притисок на многумина кои сакаат да ја доживеат магијата на оваа ѕвезда во живо на есен во арената Ла Дефенс на влезот во градот на светлината. Не е ни чудо што алтернативните методи за купување билети цветаат, лотари, предпродажба, измами. Во обид да обезбедат билети за дополнителни концерти следната година, датумите ќе им бидат понудени на ограничен број фанови кои веќе се регистрирале за предпродажбата, објаснија организаторите. Оваа наменска распродажба ќе трае од среда до петок. Најголемиот музички фестивал што ќе се одржи ова лето на 8 август во Битола на ракометното игралиште под отворено небо ќе биде SOS фестивал, кој не е само музички настан со внимателно избрана концертна програма, туку и своевиден символичен повик за музичка борба за спас против турбофолкот, шундот и кичот, што би рекол познатиот македонски шоумен и блузер Игор Џамбазов. Први учесници на SOS фестивал ќе бидат предводниците на новата урбана генерација 2 Бона, кои со години го држат врвот на македонската трап сцена. По целосно распродадената арена Јане Сандански во Скопје, еве ги Кун и Тонито и во Битола. 2 Бона кои со нивните хитови со години доминираат кај младата популација се подготвени да ви приредат уште една незаборавна вечер и да понудат музика вдаховена од новите светски современи музички трендови.
Македонскиот игран филм "Скейтбордингот не е за девојчиња" во режија на Дина Дума својот пат го започнува громогласно од срцето на Менхетен на Трибека фестивал кој ќе се одржи од 3 до 14 јуни. Трибека фестивал важи за еден од најзначајните филмски фестивали во САД, каде еден од основачите е Роберт Де Ниро. Истиот настана како културен одговор на нападите од 11 септември. Препознатлив е по современиот независен филм, нови авторски гласови и силна врска со њујоршка филмска индустрија. Филмот "Скейтбордингот не е за девојчиња" на Дина Дума е селектиран во категоријата International Narrative Competition, која е главна меѓународна надпреварувачка програма на фестивалот и го позиционира филмот пред њујоршката публика, меѓународната филмска јавност и индустрискиот круг на селектори.